Играчите на Кит го Пекчево одигра мирно и рутинирано против тимот на Партизан Вршани и извојува сигурна победа која е трета поред. На теренот во Могила тие постигнаа по еден гол во двете полувремења, а шансе за гол имаше и на двете страни, но не беа искористени. Кит го во водство од 0:1 дојде уште во третата минута на преворот по одличната асистенција на Петар Најдов, а стрелец на голот беше Иван Настевски. Судијата Димитар Пилешко во 54-та минута оправдано досуди пенал за Кит го, откако Јантиски играше со рака, при што заработи и жолт картон. Ударот од 11 метри го изведе Темелков, но голманот на Партизан атрактивно одбрани. Во 76-та минута Кит го постигна вториот гол преку капитенот Никола Тонев, кој најдобро се снајде по изведениот корнер од Настевски, со што беше поставен и конечниот резултат Партизан Вршани и Кит го Пекчево 0:2. Во Радовиш пак екипата на Детонит неочекувано го победи тимот на Брегалница со резултат 2:0. Според информациите од спортскиот директор на Брегалница Елмир Мандак, шефот на стручниот штаб Емил Грнев ја превзел одговорноста за слабите резултати на Брегалница во последниот период и во интерес на клубот си поднел оставка. Според директорот Елмир Мандак, до назначување на нов шеф на стручниот штаб, со тимот ќе работат досегашните соработници на чело со Игор Стојанов. Еве ги комплетните резултати од ова седмо првенствено коло. Каменица Саса Тиквеш 0:3, Детонит Брегалница 2:0, Партизан Вршани Кит го Пекчево 0:2, Борец Вардар 1:0 и Кожу Плачковица 3:1. Табела: Борец е прв со 21 освоен бод. На второ место е тимот на Кит го Пекчево со 16, трето место Тиквеш 15, на четврто место Кожов има 12, следува Брегалница на петото место со 10, шесто место Плачковица 7, седмото и осмото место го делат Вардар Неготино и Партизан Вршани со по 6 бодови, девето место Каменица Саса со 4 и на последното 10-то место тимот на Детонит со 3 освоени бодови.